Бидејќи пандемијата е причината за драстичната промена во дочекот на новата година, вреди да се направи една ретроспектива како во минатото изгледаше сето тоа. Меѓу нас има луѓе што ќе речат, а кој кажа дека новата година треба да се пречекува со луди прослави и забави? Кој, кога и како го наметна сето тоа? Дали може би лагодниот социјализам, кога како што велат возрастните, течеше мед и млеко? Што носеа и што донесоа таквите пречеци? Еве еден општ осврт на незаборавните дочеци на 1980, на 1990 или на 2000 година, на пример. Подготовките започнуваа со резервирање место во тогаш престижниот мотел Градче, уште на почетокот на декември, за првата и втората вечер по цена од 2 до 3000 денари. Представничките на поубавиот пол со денови бараа соодветни модни парчиња да се дотераат од глава до петици. Мажите купуваа костими, чевли и вратоврски. По едномесечни планирања, спремање и трошења, доаѓа на лудата вечер во годината. Во рестораните секогаш маса две повеќе од вообичаено, што е причина помеѓу дотераните да нема место игла да падне. Ора, песни, рок-н-рол, танцови, се до раните утрински часови, вечера, на кој му е дојдено до вечера, алкохол и само алкохол. Потоа стана модерен дочекот во туристичките метрополи во странство, па се уплатуваа аранжмани по хотели од соседството, па се до Рим, Париз, Дубај. Секако за оние со подлабок джеп. На младите во претходниот милениум не им доликуваше новата година да ја прославуваат во ресторани, па закупуваа поголеми простории или се собираа по дома и се во име на големи количини алкохол и луда музика. Утрото на 1 јануари, првата задача на новинарите им беше да ја информираат јавноста колку труење од алкохол евидентирала брзата помош, колку интервенции имала сообраќајната и патролната полиција. И тоа не е доволно, па ајде на прослава и на втората новогодишна ноќ. Нешто поевтино за посиромашните, но доволно за фалење дека била подобра и повесела од првата. Од славење, родители, деца, пријатели не се видуваа по 2-3 дена да си честитаат. Затоа, од таков аспект гледано, може би дочекот на 2021 година ќе биде посреќен од сите претходни. Тоа што на друг начин никој не можеше да не натера да ги смениме навиките, пандемијата го направи без приговор. Па бидете позитивни, живи и здрави и среќна ви нова 2021 година.